Природбенското столетие ќе остане забележано како маркантно, творечки, особено плодно време во културната историја на Македонија. Турското, долговековно робство, не можеше да го спречи будењето и сеопштиот подем на народот. Во градовите се подигаат училишта и јавни читалишта, каде што работат првите просветители според европски, модерни методи на образование. Преку црковната и просветна борба доаѓа до обнова на една стара славомакедонска култура. Културната, религиозната и политичката преродба пуштила длабоки корени, благодарение на рано збудените дејци. Уште во далечната 1741 година во Виена, талентираниот дојранчанец Христофор Жефаровиќ ја печати стематографијата, која ќе стане символ за сите словенски народи, вклучувајќи го и македонскиот. Се објавуваат книги со црковно-морална и световна содржина на простејши народен јазик, како Огледалото и Утешение грешним од Кирил Пејчиновиќ, печатени во Будим и во првата македонска печатница во Солун. За потребите на народните училишта се пишуваат учебници, граматики и речници. Партени Изогревски ја публикува кратката славенска граматика. Кузман Шапкарев, Евангелската читанка. Ѓорѓија Пулевски, тријазичникот на македонски, албански и турски јазик. Излегуваат оригинални дела, например од перото на Рајко Жинзифов, и се собираат народни умотворби. Браќата Миладинови, под меценство на Штросмајер, го објавуваат капиталниот зборник со народни песни. Зографите, неимарите и копаничарите стојат рамо до рамо со книжевниците, поточно, тие се нивни постари браќа. Во време кога народот тонел во неукост и книгата била реткост, тие ја одржуваат националната култура преку уметнички дела. Не можеше да стане збор за ликовен јазик што господареше со Европа, за студиозни митолошки или историски композиции во бујната скулптура и за нови архитектонски форми. Македонските творци работеа во особени услови, по самородни закони. Копаничарски тајфи, како таа на Фрчковци, изглабиле резба што е еден од најсилните проблесоци на уметноста од 19. век воопшто. Најмоćниот избор на природбенска уметност избива од реканскиот крај. Така наречената Дебарска школа била расадник на солидни строители, вешти копаничари и надарени зоографи.
pronikljivijot majstorski sloj od reka, predizvikal za vidljivost so bogatstvoto natrupano so dolga i česna rabota. Razbojnički bandi, odmetnati od centralnata vlast, čestopati gi napadjale i gi plečko suvali motnite sela na reka. Takva sudbina go snašla rodot Renzovci Zogravski, koji pod prisilena zulumtjarite moral da go napušti rodnoto Tresonče i da se rasturi po Balkanu. Vodečkata ličnost na rodot je jednovremeno vodečka ličnost vomoćnata i brojna makedonska neimarska škola. To je Andrija Damjanov, najgolemiji odgraditelj na Balkanu do 19. veka. Eden od četirite sinovina Damjan je продолжува традицијата на предците, кои, како што останало запомнето во семејното предање, граделе дури во Солунско, Драма, Серско и околу Цариград. Приказната за родот Рензовци Зогравски е бурна. Поради зачестените арнаутски напади, родот го напушта Тресонче и се населува во планинското живописно село Папрадиште. Од тогаш, мијачките мајстори широко ќе разгранат својата дејност низ Балканот. Со Дамјан и четирите мина негови синови Коста, Георги, Андреа и Никола започнува нова страница во дејноста на родот и инаугурација на нови архитектонски разбирања. Тие го подигаат големиот соборен храм во Скопје, осветен во 1835 година, бастион на разбуденото граѓанство. Исто како и гигантот на италијанската ренесанса Микеланџело, така и неимарот на македонската преродба го започнува и го завршува творечкиот век како врвен мајстор. Вешт во неимарската уметност, невообичаено прониклив и инвентивен, ги восхитувал современиците со огромни и стилски префинето изведени градби. Видни научници и патеписци, како што е Јозеф Хан, сведочат за убавината на делата на Дамјанов. Од околу 40 градби на Дамјанов, тешко би можело да се одвои таква што не би барала темелна научна обработка. Сепак, и покрај видливите специфичности, сите носат заеднички белег, втиснат од раката на првиот неимар на Балканот, впечатлива монументалност, техничка солидност и строга и скромна уметничка декоративност. Да тргнеме по стапките на Андреа и да ја домамиме велелепноста на неговите креации. Во широкиот спектар градби, подигнати по мерка на човекот и со нагласена интимност, црквите во питорескните маала му даваат особена убавина на Кратово. Базиликата Свети Јован Крстител е прва самостојна творба на Андреа Дамјанов.
Според запазениот текст, овој свет храм бил обновен 1836 година со трудот и грижата на сите христијани од градот. Црквата со убав трем, калдарма и дворско зеленило образува верски простор одсечен од градскиот комплекс. Древните градежни образци се уште живеат во неа. Црвеникавиот и сивкав делкан камен ја разведрува фасадата, која добива побогати украски преку плиткиот релјеф на прозорците и волаците на тремот. И додека средновековието е живо во архитектурата на храмот, сликарството на Димитар Андонов Папрадишки го навестува модерното. Зографот во една верско-поучна композиција се насликал себе си. Боите и човечките фигури се полно животни. Кратово, преку црквата, го запазило средновековното наследство и зачекорило во совремието. Јужно од градот Велес, на еден благопадјачки кон Вардар Рит, се наоѓа црквата Свети Пантелеймон, неимарски зафат на монументална складност и креативен новум. Таа е најскапоцениот украс на белешките каменести возвишенија. Источната, апсидална страна гледа кон реката, а западната е исправена пред карпеста маса. Постројката е импозантна по димензиите. Тука, како да се повторуваат плановите на соборните храмови во Битола и во Прилеп. Изгледот на Свети Димитрија и Богородичино благовештение потврдува дека потолерантната политичка клима дозволува да се зидаат солидни и пространи градби. Новите услови налагале нови архитектонски форми и разбирања. Андреа Дамјанов имал гений тоа да го спроведе во дело во Велешката црква. Полуцилиндричните апсиди се расчленети со колонки. На двете странични апсиди се подигнати уште две со по 6 прозорчиња што го осветлуваат олтарот. Материјалот бил грижливо биран. Апсидите се од песочник, та затоа талентираниот мајстор направил врз нивните површини сцена, каде што се одвива префинета игра на украски, колонки, прозорски отвори и арки. Декоративноста не заостанува ни кај другите делови на храмот.
ритмичноста е воскитувачка. Плоштините и корнизите разнообразни и слеани во целина. Името на мајсторот овековечено е во овој текст над вратата, што не води во блескав христијански храм. Здивот запира пред певливоста на архитектонски и зографски форми, пред колонки, капители, балкони, потпирки, кршни столбови, змиулесто извиена проповедална. Мошне успешно и оригинално се решени подигањата на трите слепи куполи. Сета таванска конструкција е дрвена, како и поголемиот дел од двокатната женска црква. Инспириран од македонското архитектурно наследство и од барокните европски традиции, Андреа гради галерии на кат со систем од аркади, што е негов изум и типична особеност на македонската преродбенска архитектура. Тука, во овој амбиент на небесна убавина, спуштена на земја, сликал фрески и икони Ѓорѓи Зографски. Преку него, родот ја потврдил својата необична моќ на приврзаност кон древните македонски традиции, но и пројавил слух за новото што допирало од Европа. Колкава инвентивност и дух биле внесени во преплетот од линии, плоштини и форми, за да се создаде ремек дело на неимарството. Свети Пантелеймон сведочи дека низата архитектонски чуда продолжува од антиката и средновековието во понови времиња. Во живописните предели на Осоговијата, во близина на Крива Паланка, потонат во густи шуми, се наоѓа манастирот посветен на македонскиот светител Јоаким. Свети Јоаким Осоговски е храм во кој е овоплотена мислата за христијанска архитектонска символика. Црквата е трикорабна, а 3 е свет број, додека коработ е сограден по углед на Ноевиот кораб на спасение. Тремовите даваат закрила,
Вратата води кон безбедно прибежиште. Дванаесетте куполи што се издигаат над складно компонираните маси, знамение се на апостолите. Украската од растителни и животински представи, наизменичното менување на глави на демонски и ангелски сили, слика е на јахвените даренија на светот. Камената декорација е на еден мајстор, градителот. Сликарството на друг, зографот Димитар Андонов Папрадишки, кој го исликал патронот Свети Јоаким и поголемиот дел од натрешноста и иконостасот. И додека Свети Јоаким Осоговски лежи во длабоко природно спокојство, Кумановски Свети Никола бил непрекинато во фокусот на бурни превирања. Црквата е подигната на местото на истоимен храм, вкопан в земја со 9 скали што водат кон него. Огромната црква Свети Никола била градена колку од тајфата на Андреа Дамјанов, толку и од граѓаните. – 1851 со големо народно славје храмот бил осветен. Украсите на порталите како да се дел од бурната историја на црквата, околу која секогаш се збирало антипатриаршиски расположеното население. Две личности сврзани со историјата на црквата, чии што гробови и денес се наоѓаат во дворот, обвиени се со светечки ореол. Екатерина Симичиева во 1895 година паѓа прободена од патриаршисти предавници. Со неа починува и очекуваното дете. Две жртви врз олтарот на родолюбието. Свештеникот Александар Захариев бил отепан во 1905 година во дворот на црквата. Со почести бил погребан од граѓаните кои во знак на протест го замреле животот на Куманово. Свети Никола бил и останал народна црква и крепост на организацијата. Уште не била завршена градбата на Велешката црква, а Андреа во Штипско Новосело започнува подигање црква која е најмаркантен преродбенски објект во Источна Македонија. Црквата со својот волумен доминира во урбаната агломерација на местото. Трикорабната грамадна базилика е обкружена со тремови од северната, западната и јужната страна, над кои се построени галерии или така наречена женска црква. За да ја нагласи монументалноста, Андреа извел мајсторско расчленување на покривната конструкција, постигајќи трикратна распределба, при што средишниот кораб доминира. Фасадните површини на апсидите се расчленети во еден благ и достоинствен ритам. Порталите, меѓутоа, се со украси од сложени композиции, фигури на ангели и олицетворенија на добри и зли сили, растителни преплети
i geometrijski šarki. Тоа што е пластичната декорација за наблюдувачот од надвор, за верниците во светиот храмов простор е иконостасот. Мајстор на копаничарството бил Никола Дамјанов, солиден познавач на распеана резба, на сплет од библиски сцени и фолклорни мотиви. Новоселската црква со трите скривници била ставена во служба на ослободителното дело на Македонија. Така, црквата Свето Богородичино Успение ќе остане забележена и како крупен уметнички споменик од преродбата и како револуционерно жариште. Дејноста на Андреа Дамјанов не се ограничила само на подигање велелепни храмови во родната земја. Македонија била претесна за расцут на гениот на овој неимар. Србија, Босна и Херцеговина биле почествувани со архитектонски чудесии, произлезени од раката на македонскиот строител, за што опстојно ќе стане збор во нашата следна емисија.